Почитувани сограѓани, драги велешани, денеска е почеток на изборната кампања за престојните локални избори. Денеска би сакал да ви се обратам пред секако ваш сограѓанин, велешанец, ваш пријател. Овој пат сакам заеднички да ги поминеме исто како што тоа го направивме и пред 4 години. На почетокот на изборната кампања сакам да кажам дека изборите се врвно демократско право. Тие се празник на демократијата. Можност граѓаните да ваќаат го својот глас, да ја креираат својата иднина. Секој граѓанин има можноста за избор. Токму од вашата одлука ќе зависи за каква иднина ќе се решите и за каков велес сакате да живеете. Во оваа изборна кампања влегувам со еден мандат за себе. Мандат во кој имаше многу предизвици, барања, желби, но пред се мандат исполнет со работа и посветеност. Тоа се 4 години по кои можам да кажам дека сме многу поискусни, дека сме многу помудри. 4 години во кои ветивме програма со 117 проекти, а реализиравме повеќе од 370 проекти. Така и ќе продолжиме. Тоа е моето главно ветување кое ви го давам. Ветувам напорна и макотрпна работа, работа која носи подобро. За локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври имаме нова програма, која значи нови победи за ВМРО ДПМН. Програма со конкретни 148 проекти кои значат подобар живот за сите граѓани на Велес. Економијата и натаму ќе биде нашиот главен приоритет. Ќе изработиме студија за изградба на гасоводна мрежа на град Велес. Изградба на обиколница и кружни текови како решение за сообраќајниот метеж. На паркинг просторот пред автобуската станица ќе изградиме катна гража. Покрајниот градски пазар ќе беше во напредна фаза на изградба, да не се случуваше политика која го закочи целокупниот проект. Ќе изградиме пешачки мост со кој ќе ја споиме населбата Речани со центарот на градот. Поранешното училиште ЈХК Джинот ќе се пренамени во центар за лица со посебни потреби и во детска градинка, а офицерскиот дом во градска библиотека. Туристичкиот локалитет Езеро Младост дополнително ќе се уреди. Ќе започнеме и постапка за одвојување на атмосферската канализација од фекалната канализација со изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Велес. Нема да се намали интензитетот на вложувањата во образованието, напротив ќе се зголеми, затоа што децата мора да имаат најдобри услови за учење во училиштата. Ќе продолжиме да подигнуваме нови зелени површини. Како и до сега, нема да ги забораваме населените места во околината на градот. Сегде ќе се реализираат одредени проекти. Ќе вложуваме и понатаму во спортот. Во наредните 20 дена ние ќе водиме позитивна кампања, во која ќе се презентираме себе си, ќе ги презентираме нашите квалитети, кампања во која ќе кажеме што ќе работиме откако ќе бидеме избрани. Кампања во која граѓаните ќе имаат можност да слушнат како ќе го подобриме Велес. До изборите ќе ги посетиме секој дом, секој мало, секоја населба. Ќе оствариме средба со секој наш сограѓанин. И секојаш приоритет ќе им дадеме на вашите предлози и на вашите сугестии за решавање на проблемите кои ќе придонесат за подобар квалитет на живот во нашите урбани и во нашите местни заедници. За сите вас граѓаните на општина Велес, вратата на градоначалникот во изминатиот период од 4 години беше отворена. Така ќе биде и во следниот 4-годишен мандат. Привилегијата да одлучувате за одредени делови во градот и понатаму ќе ви припаѓа токму на вас, на граѓаните што живеат во тие делови на градот. Оти само тоа е вистинскиот начин за комуникација. Почитувани, за мене како личност политиката не е борба за власт. За ВМРО ДПМН политиката е одговорна работа. Политиката е надпревар на идеи, служење на народот. Велес е град кој што заслужува таков однос. Граѓаните тоа го очекуваат од нас. И ние не треба да изневериме нивната доверба. Довербата е света работа. Таа се гради со години, се негува со децении. Изборите ќе поминат, но достоинството на градот и граѓаните мора да ги задржиме. Се што градиме и создаваме е со цел да го направиме Велес померка на велешани, да возможиме во него да растат и работат граѓани кои што својата иднина и иднината на своите деца ќе гледаат токму тука во нашиот град во Велес. На крајот, и вас почитувани представници на медиумите, сакам да ви ветам успешна соработка во следниот период.
Ви давам ветување за максимална коректност и достапност секогаш кога за тоа ќе имате потреба. Ви благодарам.